Почитувани, денес, кога Македонија го празнува денот на македонската револуционерна борба и го слави 23 октомври 1893 година, кога во Солун, во куќата на солунскиот книжар Иван Хаџи Николов е основана Македонската револуционерна организација, нашата нација стои исправена пред слични и исти предизвици со кои се соочувале со основоположниците на организацијата. Денеска, на денот на Македонската револуционерна борба, кој представува и символ на континуитетот на македонската борба за независност, нашата организација Нов Асмон смета дека во Република Македонија потребно ни е вистинско обединување на нацијата и вистинско граѓанско помирување. Нов Асмон смета дека на современата самостојна македонска држава со понижувачкиот Преспански договор и се нанесени големи штети на нацијата, а македонското прашање представува фигура во комбинаториките на Балканот и се уште не е решено. Нашите роднини во Република Грција, кои го зборуваат македонскиот јазик како што е дефинирано во понижувачкиот Преспански договор, не можат да си ги остварат основните човекови права, не можат да го учат својот мајчин јазик, не може да се организираат во културни, политички и национални заедници. Кршењето на нивното основно човеково право во Грција е норма која е игнорирана од Европската Унија, а е поддржана од Северна Македонија. Во Бугарија, нашите роднини покрај 14 пресуди во Судот за човекови права во Страсбург против државата Бугарија, се уште не можат да си ги остварат своите основни човекови права, а Европската комисија, чија должност по закон е да ги спроведува пресудите од Страсбург и да ја санкционира Бугарија, ништо не презема да се имплементира законот во Европската Унија, додека Северна Македонија го игнорира нивното постоење. Нов Асмон оваа Северна не ја чувствува како своја, впрочем, како и мнозинството етнички македонци. Желбите на Нов Асмон се исти како и на деците кои основаа Македонската револуционерна организација. Република Македонија преку цврсто здружување и обединување на македонскиот народ. Ние ги сакаме правдата, човековите права и владење на правото на ист начин како што и Европската Унија се залага во своите извештаи кон нас и очекуваме владењето на правото и човековите права да се почитуваат на целата територија на Европска Унија, а не само на незините поедини делови. Нека ни е честит празник, знаејќи дека повторно ќе бидеме победници. Благодарам.